влијание секако има, но тоа влијание имаме регулатива која треба да го неутрализира по завршување на градбата на секоја хидроцентрала ваква. Нормално да при нејзината градба дојде до нарушување на одредени сегменти во животната средина, например ископи за зафат, за машинската зграда, за цевководот додека се поставува или напонските кабли. Но нашата регулатива има предвидено како тоа треба да биде вратено во првобитна состојба. Јас проблемот го гледам во спроведување на или придржување до тие правила и регулативи, и тука сметам дека треба малце повеќе внимание да биде обрнато, поголема контрола, дали се е тоа испочитувано и е вратено во првобитна состојба како што би требало да биде. Законската рамка, како и за екологијата или влијанието врз животната средина, така и за останатиот процес на добивање и спроведување на концесија до крај, се дефинира во многу правила и многу регулативи, но сака доработување на тоа, сака подобро организирање на работите и допрецизирање на неколку сегмента во целиот процес. Например, многу често, оноа што е дадено како почетни услови од Министерствата при распишување на една концесија за мала хидроцентрала, на крај која ќе почне со градбата или при завршување на истата, се гледа дека многу работи не биле познати уште на самиот почеток, што инвеститорот го доведува во една незавидна ситуација, да не може трошоците на градење точно да си ги предвиди. Например, се доставува гаранција банкарска, која не е мала, до Министерство за животна средина. Тоа значи не само почитување и на условите за влијанието врз животната средина, дали се нарушени или не, но и на самата концесија за вода добиена од истото министерство. Значи, во случај да не е инвеститорот во можност да ја заврши како што треба хидроцентралата, ја губи и гаранцијата. Мора да се доработат одредени сегменти, значи, да повторам, да добие прецизни информации колкави ќе му бидат трошоците. Например, трошокот за приклучок до мрежа, кој не е мал. Понатаму, трасата низ која ќе минува цевководот, локациите каде ќе видат зафатот и машинската зграда, исто така не се прецизни, бидејќи се базирани на студија која е завршена во 1980 година. Од тогаш до денеска, секоја природа си е природа и, например, реката го менува и коритото низ кое тече. Така да, ако пред 45 години било предвидено одредена траса за тој цевковод, денес може би е невозможно. Исто така, тука би го потенцирал и недефинираниот однос кон експроприација или стекнување право за користење на земјиштето, кое не само да е во собственост на Република Македонија, туку и на приватни собственици има. Значи, таа регулатива би требало малку да се доразвие, се со цел да биде прецизно и познато уште од сам почеток кои се трошоците на еден ваков проект кој не е мали пари, кој често чини и 5 и 10 милиона евра. Па видете, тоа зависи од цената на електричната енергија на берзите. За нас релевантна е берзата Хупекс, маđarската берза, и споредено со цената на фидин тарифите кои се дава или субвенционираната цена за електрична енергија, која е фиксна. Фиксна е во одредени граници, бидејќи има 4 категории на субвенции. Првите произведени 85 мегават часови се субвенционираат со 120 евра по мегават и како иде се зголемува производството, опаѓа цената. Така да, например, една електрана со 1 мегават инсталирана снага, од прилика просечно би дошло месечно 70 до 73 евра по мегават час за вкупно произведената енергија за целиот тој месец. Така да се вратиме на самиот почеток на прашањето, субвенциите зависат од цената на електричната енергија на берзите и исплатливоста автоматски зависи од тоа.
Но, например, кај нас, ако еднаш не можете и да сакате не можете да раскинете договорот со МЕПСО за фидин тарифите, бидејќи тоа е поврзано со самата концесија за користење на вода. Од друга страна, например, во Босна и Херцеговина, вие можете слободно да го раскинувате тој договор во одреден период, да излезете на слободен пазар да продавате електрична енергија и утре, доколку нешто се случи, повторно да можете да се вратите на продавање на електрична енергија по договорена цена, не субвенционирана, но по договорена цена, да продавате на Босанското електросопарство.